Ви благодарам за можноста и ви благодарам, почитувана колешки, што имавте едно вакво излагање тука. Ќе бидам навистина краток, бидејќи мојот фокус со конкретните бројки, нивните последици и констатирање на фактичка состојба ќе ја зачувам за мојот говор. Се надевам дека ќе имаме плодна расправа, ќе можеме и тогаш да продискутираме. Плюс само накратко во однос на вашето излагање, кое што беше горе-доле во корелација со излагањето на министерот. Уште го немаме стенограмот, но верувам дека најголем дел од работите ќе се поклопат и тоа значи дека оваа власт и представниците на мнозинството ќе се движат во таа насока, дека тоа се поентите кои што треба да се истакнат, дека ситуацијата не е толку страшна и дека имаме надеж на крајот од тунелот. За жал, веќе не се сложам дека тоа е така и уште една работа би сакал веднаш да ја укажам, затоа и нагласи почитувана, јас веќе почнав да правам јасна дистинкција помеѓу представниците на власта во парламентот како пратеници и извршната власт представена од врвот на ДСМ и ДУИ. Зошто го велам тоа? Бидејќи нивните тврдења, укажувањата, ветувањата и очекувањата се веќе нереални и неостварливи. И верувам дека можеби тоа нема да очекуваме да се призна од говорницата, од нашите колеги од парламентарното мнозинство, но тоа веќе станува очигледно. И затоа велам, не е проблемот во моите колеги овдека, во кој што им било укажано на што да се потенцира. Проблемот е во владата и во извршната власт. Проблемот е во институциите што не функционираат и проблемот е во тоа што се спроведуваат политики кои што не прават ние секој ден да бидеме чекор на нас, државата да ни тоне, а младите да не се иселуваат. Оваа влада, почитувана колешке, лаже. Ги лаже граѓаните, не лаже нас, ве лаже и вас. За жал, вас ве лаже малку повеќе. Бидејќи можеби се уште кај некој од вас има очекување дека ќе биде подобро. Ниту граѓаните, ниту ние и веруваме. Но за жал некој од вас се уште веруваат. Оваа власт, оваа влада краде. Ги краде граѓаните, не краде нас, не краде и вас. Нашите семејства, нашата деца, нашата иднина, нашата сегашност. И можеби најстрашното, оваа влада, оваа власт не работи. Или можеби најстрашно, не знае да работи. Бидејќи тоа што го вели пред 6 месеци, не може да го реализира. Бидејќи доаѓаме во ситуација сега да се презентираат бројки и да бараме оправдувања. Ова не е држава која што треба да застане пред јавноста, пред нас тука во законодавниот дом и да бараме дали некој оправдување држи или не. Овдека треба да имаме отчетност и пред парламентот, и пред јавноста, и пред граѓаните кои што даваат власт, но и земаат власт. Не е оправдување. Не можеме да се повикуваме на злите сили во меѓународната заедница или на виша сила што е кривец за нашите состојби тука. Не, особено кога имаме претседател на држава, го кажав преходно и ќе го повторуваме и понатаму. Претседателот на државата, предложен од Социјалдемократскиот сојуз, 5 ноември, укажал директно на владата дека следува криза, дека следува војна. И сите оние работи што се разбираат, што сега вие укажувате дека било како последица на кризата во Украина, како кризата со енергетската криза, проблемите со висината на енергенсите, на струјата и така натаму. Точно е. Јас и преходно го кажав тоа. И ние протестиравме за струјата преходно. И од оваа говорница кажував многу причини што може да бидат земени предвид. Исто така како што има институции кои што треба да си ја вршат работата и да дефинираат што значи криза. Дека за 3, 4, 5 или 7 месеци ќе дојде криза која што ќе се рефлектира со повисоки цени, можно увезена инфлација, можно губиток на работни места, можна правна несигурност. И здрава држава, некој што размислува, презема мерки. Во ниту еден случај овие 6 месеци ние не бевме во ситуација. Ниту од владата, ниту од пратениците овде да искочат и да кажат да, идат проблеми пред нас, веќе сме спремни, преземаме тоа и тоа. Немавме. Напротив, добивавме уверувања. Практично бевме лажени сите ние. Вие можеби малку повеќе од нас. Дека се е под контрола, проекциите ќе бидат реализирани,
нашите укажувања за можни инфлации, за можна несигурност се преувеличени и најчесто тоа засолено со тоа дека тоа го кажуваме ние ете од некој политички, не знам, желба за политички поени или да злоупотреба на ситуацијата. Еве денеска само 6 месеци потоа свативме дека не е така. Од оваа говорница јасно кажав дека ќе ни дојде ребаланс горе-доле со вакви карактеристики кои што ги имаме. Не дека сте ние врвни експерти. Станува збор за логична последица на работите кои што следат. Станува збор за ситуација каде што гледаме дека и премиерот и владата лажат. После 6 години знаеме колкава е нивната ефикасност. Оваа година требаше да биде на инвестицијски бум. Во јануар месец тоа не се кажуваше. А сега се бара оправдување дека градоначалниците требале повеќе да работат. Работат. Еве да направиме и таква, ако сакате, анализа и јавна расправа. Отворете сега вашите мобилни телефони или вашите лаптопи, проверете колку наслов имате од почнати улици, асфалтирани, реализирани инфраструктурни проекти и најдете колку ќе бидат од друга страна од централната власт. Ја ви тврдам 31 ќе биде. Еве, прифатете го предизвикот и на колегата. Најдете еден капитален проект што е отпочнат, направен што тече. Жално е да збориме за 2 километри автопат, толку и мене ми е дури непријатно досаден случај да го кажувам, но тука е бизарноста на нашето општество. Имаме министерства, повеќе за таа проблематика, имаме институции, планерски куќи, ние тука дискутираме, сека трошат пари, нема еден чекор за реализација. И не можам тука да го одминам делот со градинката. Ме боли бидејќи моето дете учело во таа градинка, моето внуче е во таа градинка. Не може таква несериозна да се има. Еве, ќе проверам денеска, но е само како укажување до утре. Истата фирма, 15 договори најмалку само во Карпош и во истата градинка. Истата фирма што набавуваше машини за перење во Ѓорче за 20.000 евра. Па вие прочепкајте. Кажете дали човек фирма може такво нешто да направи, дали станува збор за несериозен однос, дали станува збор за сомнителна набавка и дали такво однесување не чини човечки животи. Потенцијални. За среќа овдека кажав и во мојата објава дека избегнато е. Фала му на Господа. Иначе немаше да биде кабелот, немаше да биде, не знам, вратата, ќе беше неисчистениот олуп. Не можеме така. Таму сте сите засегнати. Живи луѓе ни гора. Бидејќи не сте подкрепени како што треба. Бидејќи не ни работа институциите. Бидејќи народ не верува во државата, во институциите на системот. Бидејќи владата лаже. И повторно не лажат. Јавниот долг не очена состојбата. Ајде да направиме јавната расправа. Државниот завод за ревизија има многу сериозен извештај на оваа тема. Нема работите да бидат подобри. Имавме делегација во Америка, период X, се вративме со неуспех. Не ни дават ни пари на заем. Ова барам што се шпекулираше во медиумите, одиме бараме 300 милиони, па 600 милиони, 900 милиони, без денар се вративме. Бидејќи знаат дека тоа што ќе го ветиме нема да го исполниме. Како држава. И тоа се хендикепи што ќе следат, не е само за оваа власт, па ние да критикуваме. Истиот тој хендикеп, истата таа оценка, истата таа перцепција ќе остане и да имаме утре превремени избори. А имаме потреба од превремени избори. Бидејќи нема друг начин како овие текови да бидат прекинати. Не сакам да правиме пародија со стенограмите. Да ги вадиме еден по еден што беше на оваа горница. Не можам да ве укривам вие што сте верувале. Ве укривам што и после 6 години повторно верувате горе-доле на истите луѓе. Може би го нема Заев, но очигледно неговите настоки се спроведуваат безпрекорно сега во оваа постава на владата. Не слушате, не ги прифаќате предлозите, не ги прифаќате амандманите и сега се лутиме. Немаме основа. Да имаме ситуација кога ќе предложеше ВМРО да помене 150 или 170 амандмани сега кога ги имаме, да бидат прифатени 130, па потоа да кажеме еве ве послушавме па сгрешивме. Напротив, најголемиот дел од сите амандмани до сега што биле прифатени имале полн ефект. Никогаш не сгрешила владата што послушала укажувањата на опозицијата.
Никогаш не сгрешила кога послушала и тие мал број на јавни расправи укажувањето од експертите. Барем не биле толку големи грешките направени. Нема да сгрешите ни сега ако послушате. Но јас сум скептик дека ќе биде така. Бидејќи повторно се полни буџетот на сметка само и само на граѓаните. Сега имавме, таму ми е телефонот го оставив, имаме и официјална изјава од Сојузот на стопански комори, кај што имаме директен демант на укажаното сега од преходно, во однос на личниот доход и приходите. Кај што коморите укажуваат дека веќе е јасна грешка, дека треба се коригира владата. И во однос на ребалансот, и во однос на политиката, и во однос на очекувањата. Имаме експертите веќе уште неуспеен ребаланс, каде што кажуваат дека погрешни се партиите. Дека инфлацијата ќе биде поголема, растот на GDP ќе биде помал и дека ситуацијата нема да биде подобра. Доколку нешто не се преземи веднаш. Имавме дискусија тука, каде што се укажуваше од почитуваната колешка дека нема потреба од превремени избори. Општата нестабилност е толку голема. Довербата е толку изразена, што толку превремените избори можеби се единствениот спас и за вас, и за граѓаните, каде што ќе бидат работите толку подобро, на здрава основа направени. Значи, вака сега, вон се сложувам. Дали министерот кажа дека мерките што биле превземани вродиле со резултат дека инфлацијата сега што е ќе била 3% поголема. Сега пред 20 на минути коригирайте ме веднаш ако сгрешив. Дали тоа не значи дека колку мерките биле соодветно димензионирани, владата двојно повеќе посветена, општеството и институциите спремни за истото, немаше инфлацијата да биде 6 или 7% помалку. По аналогија на тоа што беше кажано токму тука од оваа говорница од министерот. Дали немаше горивото да биде поевтино 2,5, 3 или 4 денари доколку беше прифатена на предлог амандманите од ВМРО ДПМН? Дали можеби тоа ќе се стопреше доколку ги ограничиме цените, а не? Дали не укажувавме дека неминовно следи пораст на горивата ако не преземеме некои чекори? Еве ги имаме веќе троцифрена цена. Дали ако очекувавме пораст на цената на храната ќе помогнеш ако имаме здрави полни стокови резерви? Од истите говорници и од пленарна сала. И јас и други колеги прашуваа каква ли е состојбата за стоковите резерви. Имаме сознание, имаме изјави, имаме сведоштва на луѓе кои што кажуваат дека едно се збори, друго се случува, трета не е фактичка состојба. И повторно, ради лични интереси, бизнис интереси, на сметка и на штета и на граѓаните и на нас пратениците овде. Бидејќи немавме соодветен извештај, и немавме соодветна расправа, и немавме релевантни бројки. Еве и со вработените ситуацијата, таму ми остана листот. Каде што Државен завод за статистика дава сосема други податоци. Вели 33.000 плюс вработени у државна администрација. Помалку во приватниот сектор. Тоа е мачкање очи на штета на развојот на државата, на штета во довербата во институциите, на штета на одливот на младиот способен кадар од државата. Сите знаеме понатаму што не чека, доколку нешто не се предвиди. Нема да должам премногу, се трудам да бидам што е можно поконкретен и концизен, само сакам да укажам на уште една работа што беше укажано од претходните дискутанти, а остана неодговорено. Прашаме што се изврши исправи. Дали ќе сгрешам почитувана колешка доколку кажам дека се тоа изгубени спор, дека менаџерите и раководителите на институциите поставени од ДСДС направиле директно чекори и одлуки спротивно на законот, спротивно на нормите. Многу наши сограѓани изгубили и време, и енергија, и нерви пред институциите на системот, какви такви, и добиле спорови кај што државата сега ќе исплаќа одштета. Еве да прашам и представниците на владата. Дали ќе се преземе одговорност за истото? Колку пари ја чина тоа државата? И кој ќе одговара за истото? Ви благодарам.